Одвојувањето на Тирана и Скопје во ЕУ пристапувањето денеска се официализираше. Албанија во Луксембург го отвори првиот преговарачки кластер за темелни вредности. Северна Македонија доби нов стоп во процесот за што не ги заврши уставните измени, чекор на кој се обврза во јули 2022 кога и двете земји ги почнаа преговорите. Со ова и се нанесе голема штета на државата, изјави Еди Рама, премиер на земјата која денеска слави отворање на преговарачките поглавја. We feel really sad, and I sincerely say it, for Навистина сме тажни и то искрено го велам што нашата братска Северна Македонија не е во можност да влезе во оваа фаза од процесот. Беа меѓу првите, ако не и први кои го почнаа тој процес. Кога зборувам за нашите понижувања, мислам и на понижувањата на Северна Македонија. Тие дури и го сменија името за да бидат тука. Да, обстојувам на тоа што го реков за нашите бугарски пријатели, дека историјата не може да биде причина за запирање на пристапните преговори за која било држава. Владата во Скопје и честита на Албанија за напредокот, жали зашто тоа не се случи и за Македонија и најавува деблокирање на процесот. Како влада можеме да изразиме задоволство и да честитаме за почетокот на Албанија, но исто така огромно жалење за тоа во која состојба се наоѓа нашата држава. Ги презентиравме нашите позиции во однос на блокадата со која што се соочуваме и очекуваме дека секако како влада ќе продолжиме да зборуваме за истото, да ги презентираме нашите ставови и да го деблокираме процесот во кој што се наоѓа Македонија. Речиси во исто време со настаните во Луксембург и изјавите од Скопје, во Берлин се одржа пресконференција по средбата меѓу шефицата на германската дипломатија Аналена Бербок и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Пораката е дека не станува неправда за земјава, туку за правило на едногласно решавање во Унијата. Вметнувањето на бугарското малцинство во вашиот устав е последниот чекор за отворање на првиот преговарачки кластер со Европската Унија. Честопати во политиката се потценува колку е важно лидерството. Важните чекори меѓу нив и интегративните процеси секогаш успевале кога политички одговорните имале храброст и покрај негативната општествена атмосфера да го сторат најдоброто за нивната земја. Правилата во ЕУ се такви, се одлучува едногласно. И тука не се работи за некаква неправда. Ние не се согласуваме со нашите европски партнери во се, но такви се правилата. Шефот на македонската дипломатија во Берлин уверуваше дека новата влада во Скопје останува посветена на целта – членство во Унијата. Имаме план, изјави Муцунски. Така ја уверив министерката дека нашата држава ќе продолжи силно да придонесува како активен и кредибилен актер во процесот на европска интеграција. Тоа е значаен елемент и целосно комплементарна алатка за развој на државата во насока на нашите стратешки вредности. Во изминатите 20 години вложивме сериозни напори. Направивме големи реформи, забележавме бројни успеси, прифативме и болни компромиси. Сакаме државата да движиме напред. Имаме план. Одвојувањето на Албанија и прекинот на преговорите со ЕУ е голем пораст на погрешните политики на Мицкоски и ВМРО ДПМН, реагираат од опозицијата. Наместо да биде ден кога сите политички субјекти и граѓаните заедно ќе се радуваат на нов национален и државен успех, на нова надеж за подобро утре, денеска со горчина може да констатираме дека Македонија повеќе нема европска перспектива, соопштуваат од СДСМ. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.